Добре дојдовте. Денес нурнуваме длабоко во мрачниот, но и неверојатно фасцинантен прозен свет на Ник Кейв. Овде ќе ги погледнеме неговите романи не само како приказни, туку како вистински философски аргументи. Се подготвуваме да ја истражиме состојбата на човечката душа низ неговите зборови. Еве ја клучната идеја. Неговите два големи романи не се само обични наративи, тие се филозофски истражувања. Замислете ги како судски процеси за самата природа на злото, за тешкиот товар на вината и секако за мачната потрага по искупување во еден навистина суров свет. Значи, на обвинителната клупа ги имаме овие два докази. Досие број 1 е неговиот дебитантски роман, а досие број 2 е неговиот втор, напишан цели 20 години подоцна. Па ајде, да видиме што ни откриваат овие два експонати за човечката состојба. Добро, време е да го отвориме првиот случај. Првиот роман веднаш не фрла во еден безмилосен, суров и длабоко осудувачки свет. Всушност, ова е темелот врз кој Ник Кейв ја гради целата своја философија на гревот. Значи, замислете си еден свет што не е управуван од љубов или милост, туку од чист страв. Светот на N.D.A. So the Angel е токму таков. Старозаветен, каде што присуството на еден строг, немилосрден и гневен Бог се чувствува во секој агол, во секој издив. И токму ова е централниот теолошки принцип што го движи овој свет. Сочувството е целосно заменето со осуда. Спасението не е дар, туку нешто што мора да се заслужи преку огромно страдање. Бог овде не е утеха, туку постојана, сеприсутна закана. Оваа теологија секако го обликува целото општество до срж. Заедницата не е место на поддршка, туку напротив, машина што произведува страв, вината е горивото што ги движи луѓето, а не верата. И можеби најважното, злото не доаѓа од некоја надворешна демонска сила. Не, тоа се раѓа од колективот. Самите луѓе, во име на Бог, стануваат извршители на најголемото насилство. И знаете, за да ја сватиме длабочината на маката на главниот лик, можеме да се подпреме на филозофијата. Оваа состојба совршено се совпаѓа со познатиот концепт на Кierkegaard за страв и трепет. Протагонистот Еукрит е човек кој стои сосема сам, нем и безпомошен пред апсолутната муки на светот, што постојано го осудува. Добро. А сега, скокаме напред. 2 децении подоцна го отвораме вториот случај. Сцената драматично се менува. Го напуштаме тој старозаветен свет и влегуваме во еден сосема поинаков филозофски пејзаж. Овде, Кейв носи во современото доба. Свет дефиниран не од присуството на Бог, туку од неговото апсолутно отсуство. Нема духовен авторитет, нема апсолутни вистини, нема морален компас што доаѓа од озгора. Ништо. И тука лежи клучниот парадокс на модерноста, според Кейв. Бог го нема за да суди. Апсолутот е исчезнат, но чувството на вина е се уште тука. Тоа е длабоко вкоренето во нас, како некој дух што не прогонува дури и кога нема кој да не осуди. Во овој модерен вакуум се појавува лик како Бани Манро. Тој е во суштина олицетворение на нихилизмот. Човек кој ја отфрла секоја вредност и живее само за моментално задоволство. Но, под површината на неговите импулси и зависности се крие истата онаа длабока проголтана празнина што ја видовме и во првиот роман. Всушност, Бани е совршен, иако трагичен пример за екзистенцијалистичката дилема. Тој е апсолутно слободен. Слободен од Бог, од морал, од општествени норми. Но токму таа неограничена слобода станува негово проклетство, водејќи го директно кон самоуништување. Тој ја злоупотребува слободата додека не остане без ништо, па дури и без собствен идентитет. Добро, ги видовме двата случаи, доказите се пред нас и сега време е за пресуда. Што всушност е гревот според филозофијата што ја гради Ник Кейв низ овие два романи? Значи, клучната поента е ова. Според Кейв, гревот не е нешто што го правиш. Гревот е она што си. Тоа не е избор или акција, туку самата суштина на ликовите, нивниот идентитет од кој едноставно не можат да избегнат. Имаме двајца протагонисти, и двајцата се заробени, ама на сосема различни начини. Еукрит е заробен од надворешниот свет, од општеството и неговиот религиозен фанатизам,
Бани Мендро, од друга страна, е заробен од својот внатрешен хаос, од собствените неконтролирани желби. Едниот е жртва на системот, другиот е жртва на самиот себе си. И сето ова не носи до едно огромно централно филозофско прашање што произлегува од споредбата на овие два романи. Дали злото е сила што ни се наметнува однадвор, од општеството и неговите структури, или е тоа внатрешен механизам, нераскинлив дел од нашата природа? Откако ја поставивме диагнозата, секако следното прашање е има ли лек? Има ли некаков излез од ова заробеништво? Ајде да го поместиме фокусот кон темата на искупувањето и да видиме дали постои барем мала, бледа можност за спас. Патеките до искупувањето во овие два света се да речеме драстично различни, но и двата се прилично мрачни. Во првиот роман, спасот доаѓа преку трагедија и насилство, што ја потресува целата заедница. Во вториот, тоа е длабоку лична борба. Толку тешка, што изгледа речиси невозможна. Но и покрај сета темнина, среде целиот тој очај, сепак има еден мал зрак на светлина. Единствениот мотив што ги поврзува овие два света и нуди трошка надеж е љубовта. Во случајот на Бани Мандро, тоа е љубовта кон неговиот син. Во првиот роман, тоа се ретките но значајни моменти на сочувство. Тоа е единствената трага на човечност што останува. И така, кога ќе ги собереме сите докази, кога ќе ја погледнеме целата слика, станува јасно. Ник Кејв не е само писател. Тој е филозоф кој врши длабока, духовна диагноза на нашата состојба. Неговите романи се повеќе слојни. Тие се теолошки, истражувајќи ја природата на Бог и верата. Тие се екзистенцијални, соочувајќи не со товарот на слободата. Тие се психолошки, нурнувајќи во најмрачните делови на човечката психа. И пред се, тие се длабоко човечки. Има една реченица што можеби најдобро од се ја доловува суштината на неговото творештво. Ако во неговата музика тој проповеда на светот, во неговата проза тој се исповеда. Тој не бара од нас да се согласиме со него, туку бара да се соочиме со вината, со празнината и на крајот со самите себе. И така, ова анализа не остава со прашање, а не со конечен одговор. Дали искупувањето е навистина можно за човекот, или смо за секогаш осудени од синџирот на сопствените избори и нашата сама природа? Одговорот можеби се крие длабоко во секој од нас.